Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Секој крај од оваа наша Македонија си има своји спортски легенди, па во наредните неколку емисии може да кажам дека го почнувам серијалот на представување на спортските легенди од нашите јужни подрачја, поточно од тука од Гевгелиско, Богданскиот, Дојранскиот крај. А овој амбиент што го гледате овде е во стрелиштето Магнум, во непосредна близина на Богданци, значи за известно време го напуштам Олимпискиот комитет на Македонија каде што ги снимав емисиите, па еве тука сме во овој пријатен амбиент во Магнум, стрелиште со кое што раководи Ристо Попов, него ви го представи во минатите емисии како наша спортска легенда, тој е истакнат судија во еден олимписки спорт, стрелање на летечки мети или популарно наречени глинени гулави. Сега тука во ова стрелиште го почнувам разговорот, но не за стрелањето, туку за древната игра, за шахот. Од овие подрачја потекнува и Ѓорги Прошев, тој во шаховскиот свет е познат, пошироко во спортскиот не знам колку, меѓутоа со своите резултати тој заслужува да се најде меѓу оние личности што треба да бидат опфатени во овој серијал посветен на македонските спортски легенди. Ѓорги Прошев во далечната 1965 година беше младински шаховски првак на Македонија во една остра конкуренција. Шахот во Македонија има долга традиција, таму уште од пред Втората светска војна, па потоа преку Бидев, кој беше и првиот наш мајстор, па доаѓа една плејада шахисти, па во таа плејада во еден период се појавува и Прошев. Овде сме во ова стрелиште Магнум, ќе разговараме за шахот, тука си фигурите ми се чини дека ти ги намести, ама во подобра позиција се стави ти, иако си со црни фигури, меѓутоа, ајде, ќе завршиме партијата, откако ќе го завршиме разговорот, па сега Прошев за твоите шаховски денови, за почетоците, инаку да кажам, потекнуваш од Богданци, меѓутоа, уште од млади години, одиш во Скопје и таму доаѓаш во судир, би рекол, со древната игра, а овде воопшто не си помислувал дека ќе играш шах и дека еден ден ќе станеш шахист. Како се случи тоа и како дојде до тоа да почнеш да играш шах и да стигнеш до титулата првак на Македонија за младици? На 16 години во Скопје учев средно техничко училиште и тога за прв пат почнав да играм шах. Се зачленив во клубот Дом на градежни работници, клуб кој што истата година се отвори и каде членуваа многу млади играчи. Следната година бев младински првак на Скопје, 65-та, и после месец дена бевме на Републичко првенство на Македонија, каде бев победник, првак на Македонија, и како таков бев на државно првенство Кошутњак Белград, каде што за тоа време, за стандардни наши во рамки на еден јак југословенски шах, освоив 4-то место, што беше голем успех. Од X причини, следната година, кога се очекуваше да бидам првак на Македонија и првак на Југославија, па да одам на светско младенско првенство, не се оствари тоа. И тука дојде до еден застој во мојот шаховски развој. Престанав теоретски да работам, иначе таа година работев многу на теоријата и мислам од целиот мој живот во тој период бев најјак, најсилен. Меѓутоа шансата за учество беше испуштена од домашни причини. Од екзистенционални причини, бидејќи од село дете дома ти работевме, продавав домати во Белград. За некој смешно е тоа, али
во тоа време прво се гледаше екзистенцијата, после шахот. На жал, шахот почна следната година 15 дена порано, во однос на 65-та, така да го испуштив тој турнир, а таа ми беше последна година за да можам да учествувам во младенска конкуренција. После тоа, љубовта остана за шахот. Во Битула студирав, се зачленев тамо. Тамо бев 3 години градски првак на Битула и со Битула, со браќата Димче Илиевски и со други ентузијасти, бевме прваци на купот. Во Пула игравме со елитата на Југославија, Стево Патеко, и имавме многу добри резултати во конкуренција кај што беа Љубоевиќ, значи врвните југословенски играчи. Значи од Битула има многу добри спомени и многу успешни. Кога завршив, се вработив во Ѓевѓелија, во меѓувреме играв за Валандево, за кај што браќите и сировци имаа клуб и играа во Македонска лига, а во Ѓевѓелија уште немаше формиран клуб. Така да има една догодовштина од тоа време, што се сеќавам. Првите 2 кола додека одам ја да играм за нив, они имаат 2 порази. Едниот беше 9-1, другиот беше 8,5-1,5. И кога дојде студент во Валандево, кога ја отидов прв пат да играм, бидејќи се знаев од Скопје со сите играчи, и малку на шега, знам Ванчо Ѓорѓевски капитенен беше, вика: Проше, дајте ни по една кошница смокви, ќе ви пуштиме да ни земете 2 поена, 8-2 да биде за нас. И ја викам: Ванчо, добра идеја ти е таа, ама чекај да прашам, па ајде да играме кога сме тука. Ја одам, ги соберувам екипата моја, а тие се борци беа. Браќата и сировци беа неверојатни таленти. Само уки, ама силни играчи. И ги соберувам сите, викам, а по дух бев борец. Викам: мора да ги тепаме. И вие се чував, како? Мора да ги тепаме. Не смее никој да мрдне од маса, победата на маса се стекнува. Колку сака, нека знае, тука треба да стекне предност. И луѓето, никој не мрда од маса. Се бориме и доаѓа последна партија, играме ја и Димче Илиевски. Димче Илиевски играше на прва табла за нив. Резултатот 4,5-4,5. Овие ке збесната, не знаат што ги снајде. Крсте и Сиров на втора табла го победи покојниот сега Крум Крстев, мајстор. Така да, затоа велам уште тогаш силни играчи беа. А ја ги знаев оти се силни. И со Димче Илиевски, Димче кој што е многу посилен играч од мене, интермајстор, Арнома, таа партија ја оти се борев многу, концентриран, 1000% концентриран, го победив. И ги тепавме 5,5-4,5. Тоа сензација, они викат како ќе објасним, оти не е пуштена партијата. Тогаш елитата на македонскиот шах беше во студент, цела репрезентација. Така да се сеќавам на тој случај. И тој... Ама добро, вие пак им дадовте смокви, вака, не, да го ублажат. Да, важно се постигна неверојатен успех. Тој беше и екипата остана таа година. После тоа играв за Ново село, кој што има многу добри спомени од прекрасни луѓе. Таму кога одевме, не чека, и Насо Попов од Ѓевѓелија, добар играч, а иначе роден од Ново село, одевме таму, игравме за нив и таа година исто и нив ги спасивме да не играт, да не испаднат од Македонска лига, али таква чест не правија, со музики, со многу го сакаа шах. Значи тие мислам, тоа село, Ново село, тој клуб, тие луѓе, никој повеќе не сакал шах, јас што познавам од нив. Ама тоа кога се играше салата полна, кога ќе тепа некој, кога ќе победи некој, ракоплескање, те дигат на раце. Значи, такви доживлеја никаде сум немал освен таму. Говориме за Ново село, тамо Струмичко. Да, Струмичко. И остана и они во лигата. И после тоа Ѓевѓелија формирав ја клуб. Така да направивме, Ѓевѓелија имаше исто доста јаки играчи. 7 ноември беше клубот, денот на ослободување.
Не, после тоа се створи и нови клубови, али 7 ноември остана долго време. И тука имаше многу играчи, Гевгелија, разсадник на играчи. Ние од Гевгелија никогаш не излеговме од Македонска лига. Значи, дали 15, дали 20 години, нон-стоп игравме, стално бевме во врвот на македонскиот шах. Гевгелија нон-стоп имавме пионерски, младински, од нашиот клуб одеа на сите првенства, на сениорско одеа. Во Венци Попов, као наш пионер, беше пионерски првак, младински првак на Македонија. Значи, гевгелијскиот шах имаше многу успех. И многу играчи. Добро, за тоа ќе говориме малку подоцна. Сега ме интересира за првите твои години како шахист во Скопје. Доаѓаш и како почна да играш шах? Еве, обично децата во тоа време ќе дојде од натрешноста, па одеа автокоманда, игра фудбал во Индустријалец, потоа МИК, сега Скопје. Одеа во Работнички, во Вардар, одеа на одбојка, кошарка. Малкумина беа тие што ќе дојдеа да учат и да играат шах. Која беше причината, поводот да дојдеш и да почнеш да играш шах? Веројатно има нешто тука. Близу до мене имаш Автомото Сојуз кафана. Во таа кафана покасно се научив дека се Ѓајковски, Христов од Штип, Ѓајковски од Прилеп и Крум Крстев, не Крум, него Васко Крстев од Штип. Јаки играчи. Тогаш сите тие беа врвот. Христов беше младенски првак, овие двајцата беа многу силни играчи. И Ѓајковски, и они играа меѓу себе, тројцата. Тука се бореа за челните позиции. И они кои игра, мене ми стана интересно. И штампат читев кои се, што се ги знаев. И јас секоја вечер одам ги гледам. Ама гледам што играт, како играт. И ме заинтригира тоа. Една вечер доаѓа Васко Крстев, сам ги нема овие. Ја како дете од село, мало дете, му викам, може да одиграме една партија. Ама со цел срам со... И он вака ме гледа. Хајде вика, ја и така треба да чекам. И играме ние партија, тој теоретски спремен, али ја му одам во некој води кај што нема теорија. А ти од гледање, на од табла теорија, треба од да мисли, он знаеш. Тешко, првата партија реми играме. Втората партија ме тепа, ама со голем зорт. И он вака ми вика, како се викаш ти дете? Викам, Проше, колку години си? 16. Па вика, ти си најмлад младинец во Македонија. Викам, нема, викам, ја да сум илјадите ки сум среќен. Не, вика, ја ти гарантирам, оти си ти најјак младинец во Македонија. Земи да тренираш, да играш. Од утре ден, одам кај Пашко Франич, Шахски сојуз на Македонија, книги зимам. Како луд, читам, учам. Им се приклучив на нив, почнав равноправен со нив да бидам. И ме завлече тоа. Ме завлече за кратко време. А Пашко Франич те знаеш или Пашко, ти отиде му прв се пат се запозна, не отидов книги да купам, вака литература, што да, има? Литература. Теоретски да се припрема. Тоа е голема помош, без тоа нема професионалност. Пашко Франич, да кажеме, беше еден од Секретар. најголемите шаховски ентузијасти, работници, долго време беше секретар на Шаховскиот сојуз и еден од првите шаховски судии во Македонија. Тој многу без него не можеше допринесе да се замисли за ни првенство, ни така турнир. Ништо. Многу И од допринесе кај за Пашко разлика. земаш книги. Книги зедов и ги учев. Учев и така напредам за кратко време. Ја кога дојдов на Републичко првенство младенско, никој не ме знаеше. Скопје, додека ме научија, ја освоив прво место. Сите ги победив. Дури се свести, Ама сите викат, кој Прошев е отиде ова? до Од титула. каде испадна ова дете? Они претходно играле на пионерски првенство, Се 3-4 знае. години, на младински 2-3, и се знаат сите, елитата ја знаат. И Арнома ме научија брзо во Скопје, али кога почна Републичко, кога дојдоа таму од цела Македонија, Кај дојде беше еден тоа, во Скопје Захариев во или Скопје, да? Михов, Митрев, со брат му дојде. Они играле 3-4 години на младински, очекуваат оти прваци ќе бидат. Да. биде. И кога почна првенството, ја 5 партии, 5 победи. Вториот остана на 3, а 7 кола беа. И сите вика, бе, шо стана ова чудо? Знам тогаш Христов Захарија беше, му беше тренер тој.
А Ничевски прв пат тогаш го запознав. Ја играм, Захариев го победувам и тоа многу убаво го победувам. Захариев беше силен играч. И Христов се нервира, како така, вака и Ниче се спречка со него, вика, ќути, вика, гледаш дечкото, вика, го надигра, вика, поштено, вика, на шо се лутиш, вика. И од тогаш со Ничевски станавме многу блиски пријатели. Тој беше сениорски првак на Македонија. Тогаш ја младенски и имавме вака доста блиски односи со него. Добро, со Ниче јас долги години заедно во МТВ бевме колеги, така добар и голем човек. шахист, голем теоретичар и многу имаше своји во шах, принципи, не живееше за отстапуваше шах. од тоа, Да. беше голем. Да. И како играч и све, и одеше на турнири, ја представуваше Да. Македонија на достоинствен начин, би рекол. Така. И ги шокираш, тамо го освојуваш првото место. И после очекуваме да одиш. Ма и на Натаму. и државно кога бев, значи ја бев четврти. Али ако последно коло не изгубев добиена партија со Говедарица, он последен беше. Значи ја ќе бев или прв или втор, али на жал ја изгубив добиена со Ловец поеќе изгубив, се отпуштив малку. И една комбинација. Значи ти не достигаше поен за да бидеш. Да. Една, Првак. и тој беше успех. Четврто место, ама што да правиш? Така шахот е една мала Четврто непажна. место во една таква конкуренција каде што играше еден светски младински Да. првак, например, Љубоевич, 16 играчи. е голема работа. Да. А Југославија имаше силен шах, тоа и на почетокот го кажав, и имаше во тој период од 55-та, 60-та година па до 70-та и наваму до 75-та неколку светски младински прваци. Да. Ама и во Меѓу кои сениорска Љубоевич конкуренција. играл на тоа првенство, после и Парма беше, а прв Курајца светски беше. младински ми се чини беше Ивков. Бора. Да, Ивков, Да. после Курајца беше. Да. Али и сениори, Југославија тогаш беше одмаз зад Русија. Значи, на сите Со унгарците олимпијади... се боревме да, тука со за унгарците второ, најчесто трето ние место, бевме. да. Значи, имавме неверојатна шаховска екипа. И женска, и машка. Тоа те потпали тебе малку, што еве има рейтинг нашиот шах и југословенскиот, тогаш популарни беа многу и Глигорич, Матановиќ, Трифуновиќ, Јаношевиќ, елитни играчи. Сега, што се случи? Ти спомна нешто за доматите и тие работи. Дали тоа беше пресудно во твојата кариера? Еве еден таков момент да одигра решавачка улога во една кариера во која што сите и тренери и познавачи на шахот очекуваат твој натамошен развој и пробив во сениорскиот врв. Година дена професионално работев на шахот. Ако продолжив да работам професионално, После има ово голем освојување на титулата во Македонија. сигурно ќе стана велемајстор. Ама после тоа прекинав да работам веќе на шахот и после веќе беше чиста интелигенција и резултат на мојата борбеност. И добра тактика. Затоа што ја кога играв со силни играчи, велемајстори, интермајстори, ја ги неутрализирав нивните знаења, теоретски, со тоа што ќе одиграм први потез, ќе му одиграм G3. Нестандардно, што не дава некоја предност голема, али ги избегнуваш оние актуелни варијанти кои што он и лјадници ги игра. И сега треба тука на таблата да мисли, да стекне предност, да ме победи. Значи, со таа тактика направив Некој ќе се изненади, ќе рече што го играл. Не треба на табла да мисли. Да. Значи, таа може ја играл 10 пати, ама не ја играл 1000 пати таа варијанта. И сега тука на таблата, ако ја немам голема предност со бели фигури, ама имам оригинална позиција. И на таа карта ја постигнав успех, оти на таблата се добива партијата. Колку год он да знае, треба тука оригинално. Оти не може да се повтора една партија два пати. Он треба шахот, тоа е предноста. Шахот милион варијанти има. И тука е величината, ти треба да направиш анализа на сите предности и слабости што ги имаш,
па да правиш план како да го искористиш тоа. Да, теоријата нормално помага многу, меѓутоа таа треба да се реализира практично на табла. И од тие причини кога прекинав професионално да си олеснам, да напреднам многу, ја веќе шахот ми стана рекреација. Арно ме остана љубовта према него и шахот направи тоа, да имам успех во другите области од животот, бидејќи шахот има една особина, те прави борбен да си, да имаш цел, да победиш, да бидеш успешен. И тие предности од шаховската игра ги применив во животот. Да, интелигенцијата, јачање и така. Затоа што шах само како рекреација е интересен, бидејќи како екзистенција не може од шах да се екзистира. Најсилните играчи се сиромашни луѓе. На жал, бидејќи нема таков третман како во другите спортови, да има големи пари, па да може со нив да се издржува фамилија и самата екзистенција. Да, меѓутоа, ако ќе влезе, што се вели во душата шахот, зборам љубов и рекреација, да. Се игра дури и во најтешки ситуации, најлоши материјални услови. Така е. Ја не се жалам ништо, затоа што преку шахот стекнав многу пријатели. Значи, сите спомени што ми се од шахот, ми се прекрасни доживувања, прекрасни луѓе, секаде сум имал, и во Скопје, и во Битула, и Ново село, и во Ландово. Тие пријатели останале, и во Богданци една година направив шах клуб. Значи, Гевгелија најмногу, затоа што најдолго време сум тука. Ке зборуваме за тоа, меѓутоа пак ќе се вратам на онаа титула што е освои. Овде не беа изненадени луѓето во овој крај, кој слушнаа дека Ѓорги Прошев, нивниот човек од тука, станал шампион на Македонија. Кога се вратив, тоа бев втора година техничко, кога се вратив во Богданци, тоа беше фешта во Богданци. Затоа што прв пат во Богданци таков успех да се постигне и ја тогаш као 16 годишен младо дете, значи едноставно и скромни, селски деца бевме скромни. И не беше свесен што резултат си не можешме да свикнеме на тоа вака чест и поштовање да така беше примено многу со убави работи. Рече дека те пресече тоа што не учествуваше на државното младинско првенство следната година зарад тоа што си имал домашни ангажмани, доматите да се продаваат за да може да се преживее и да се живее, да се избори едноставно екзистенција. И тука викаш дека веќе прекина професионално да размислуваш за шахот, но остануваш во шахот, па сега кажи ни, ме интересира многу, бидејќи Битола беше шаховски центар, а тебе те зема за засилување во Стево Патако, нешто од тие години, од тие мечеви играјки со браќата Илиевски заедно, бранејќи ги боите на битолчани. Битола, таму 3 години бев, и Битола исто има традиција голема шаховска, така да не само браќите Илиевци, таму има и други добри, јаки играчи, голем град, традиција голема, така да се сведуваше на тоа, значи клубот како клуб екзистираше, игравме во Лига, Македонска лига, за куп игравме, добри успеси имавме и така спомените тука се. Игравте и во Купот на Југославија во Пула? Да, као прваци на Македонија бевме во Пула, кај што игравме со најсилните југословенски екипи и играчи. Некој дуел од овие познатите имиња од Југославија покрај овие што си имал на младинското? Ја имав многу добар успех. И целата екипа имаше, али се сеќавам на еден меч кога играв со Месинг, со Црвена звезда игравме. Знам Димче Илиевски играше на прва табла со Љубовиќ. Јас со Месинг играв. Месинг тогаш беше интермајстор, ама силен интермајстор. И кога дојде позиција пред губитек, тој
не може да се начуди, мене никой не ме знае. Кој е овој Прошев? Да, и може врти таму во тоа книгите врти, да најде да само, види знаеш, нервозен. партија некоја ке ме твоја. изгледа пак ќе дојде. Кој е овој човек? Тој ги знаеше луѓето кои може да го тепат него. Се откаде испадна ова дете едно да... Така да се сеќам, тој многу реагираше вака. Нема после кога му објаснија, Димче, бабе, смири се, вика, тој е, вика, првак на Битола, вика. Да продолжеше онака професионално И шаховски. човекот малку Ќе го баравте и во Звезда. Да. Тука сакам ја да кажем дека мојот ангажман како организатор, значи, беше кулминација добе што организирав меѓународен турнир во Негорски бања. Меѓународен турнир кај што учествуваа многу играчи. Кога беше? Пред 20 години? 97 година. Точно, Пред 20 години. Да. И тука Тоа сакам да го кажам, ти откако прекина да играш, остана со шахот и да. Ја играв пак, али не само овде во цела Македонија, како организатор, како човек кој работи и сака да придонесе за развој на шахот. Ја и сега доаѓаме до тој турнир меѓународен. Пред тоа да ви кажам, ја цело време бев во управниот одбор на Шахски сојуз на Македонија со години назад, така да многу помагав на Шахскиот сојуз на Македонија во разноразни прилики, дали ќе оде некоја пионерска екипа на некоја светско младенско првенство, дали финансиски, дали по зајмици. Значи со шахот многу сум помагал во поглед на прогрес и развој. И затоа често пати ми нудија и да бидам председател на Шахски сојуз на Македонија, ама не прифаќах, затоа што секој пат мислев дека председател треба да е од Скопје во центарот на збивањата. Да. Од Јевгелија ќе бев дислоциран од дека ќе таа ти е функција. товар. Да, а ја им велев цело време, ја пак ќе работам, пак ќе помагам, дајте некој што ќе биде по-присутен и по-ефикасен. Во Јевгелија формиравме... Како се роди идејата да се За организира меѓународен еден голем турнир и за клубот што го формираш? Во Јевгелија имаше многу играчи. И сега има, али сега, на жал, пасивни се сите клубови, али во тоа време имаше, ајде да не кажам повеќе, ама 50 на јаки играчи. Силни играчи, али на жал, без можност да имат рейтинг бодови, FIDE бодови, за да напреднуват на светската лествица за квалитет. Шанса беше само меѓународни турнири да играат со силни меѓународни играчи кои имат високи рейтинзи и ако имат успех према нив, значи да стекнат и они рейтинг. Таа цел ја остваривме. Многу наши играчи на тој турнир, кој што беше многу добро организиран, пријавен, регистриран во FIDE, во Светската шахска организација, преку Шахски сојуз на Македонија. И помина тука и велемајстори, и многу велемајстори имаше, и да, елита од македонскиот шах имаше и од Јевгелија многу играчи. Турнирот беше прекрасен турнир. Во тоа време, значи, еден, може да кажем, единствен организиран турнир од приватно лице, не преку институции. Не ги сметаме оние турнири средба на солидарност што беа Не, тие беа организирани од на државно ниво ниво, и во знак на сеќавање на Иначе исто и тие беа супер, земјотресот, олимпијадите, многу прекрасни силни турнири беа. турнири беа, па и како резултат на тоа дојде и олимпијадата во Скопје, така. 72-та година. Се што ќе се организира, се е добро.